Ве поканувам да останете на програмата на телевизија 24 вести и со внимание да ја погледнете. Интересната приказна, како и добрата актерска екипа се доволна причина за голем интерес. Секој ден нови гости. Останете со нас до 24 интервју. Крушево, 25 јануари 1981 година. Семејството Проески со радост го дочека новиот член на семејството, на кого му го даде името Тодор, што значи Божји дар. И навистина беше Божји дар и за семејството, и за светот кој подоцна го запозна. Песната и музиката во семејството Проески од секогаш била присутна, како нешто без кое не се може, така што од кого Тоше го наследил генот, не може точно да се каже, почнувајќи од неговиот дедо, родителите, чичковците. Првиот настап пред поголема публика Тоше го имаше на свој 11 години, кога настапи со својата сограѓанка Емилија на Златно славече. Пееше на својот мајчин јазик, влашки, и ја испеа песната «Јас и мојот дедо» на Христо Христовски Мулар, музичар и композитор. По само 3 минути поминати на сцена, тој во своето Крушево стана музичка звезда. Како растеше тој, неговата љубов кон музиката растеше. Прво ја совлада гитарата, за потоа тргне кон освојувањето на следниот предизвик – синтесајзерот. Средното образование на одсекот соло пеење го заврши во Битола, убавиот град на конзулите. Толку блиску, а толку далеку. Разделбата од семејството Тоше тешко ја поднесува и гледа на секој начин и користи секаква можност да скокне до Крушево. Сонја Алексовска-Неделковска во книгата која е посветена на животот на Тоше, насловена «Ова не е крај», инаку и професионално и приватно блиска со него од неговите почетоци, зборува и за неговата блискост со семејството. Првите години му беа навистина тешки, според она, бидејќи стално доаѓаше тоа што ви кажував, навика и се. Меѓутоа имате еден дел во книгата, многу потешка била разделбата кога заминал во Битола. И неговата сестра раскажуваше дека ќе измислил било што само да дошол во Крушево во текот и на тоа. Иначе многу била исто тешка разделбата кога Тоше плачал насхвали во домот кој што бил сместен на неговиот татко надвор. Тоа е навистина преголема приврзаност на син кон родители и на брат кон сестра. Меѓутоа, после тоа мислам дека тој беше сам што сам си створи се, но никогаш не го експонираше богатството, нити му значеше многу. Многу повеќе му значеа песните, концертите и музиката, отколку дали вози ваква кола или живее во ваков стан или купи ваков стан. And in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I ever wanted, tell the rope and wise, but you know just what to say, and you know just what to do. And let me start by saying I love you. Следната станица во неговата музичка кариера е фестивалот Мелфест 1990-1997 година. Настапи 2 пати и 2 пати победи. По него следуваше Макфест, со Пушти ме и доби признание за најперспективен пејач. Јас сум тој што секогаш сваќа, но ти
Веќе следната 1998 година беше втор на Охридски трубадури со Усни на усни. 2000 година се представи со хитот Тајно моја на Сунчане скале, каде исто така го доби второто место. Јас го сонам како икона, нежна, близка, далечна. За десетина години од неговото појавување на Мелфест до неговото заминување, може да се каже дека направи музичка кариера што никој за цел живот не би ја направил. Беше и остана скромно момче и голем верник, кој никогаш не заборави од каде доаѓа, на семејството и другарите од детството. Тој беше многу побожен и јас исто сум доста голем верник и секогаш му викав, тоше Господ дава на луѓето толку колку што може да издржат. Некому дава поголема тежина, некому помала тежина. Тој не беше човек што многу лесно добиваше во животот, меѓутоа сето тоа достоинствено го носише. Беше едноставно, јас често пати велам и сега ќе повторам, но мора да знаат и вашите гледачи едно нешто. Не беше како сите нас. Кога тој влегуваше еве сега во кафич, или мислам да беше сега жив или во кафич да влезеше, тој освојуваше, имаше таква енергија, што човек и да е луд стануваше веднаш весел, расположен. Едноставно имаше невидена харизма и таква енергија што го оставаше без дете. За тоа дека секогаш наоѓаше време за секој човек, за бројните обожаватели кои сите сакаа да го допрет, да добијат автограм, да го бакнат, гушнат, сведочат и неговите блиски соработници. Да, имаше време за секој, буквално. После толку долги концерти, он обавезно стануваше после со фановите. Па тоа со саати ние чекаме, ајде точно на вечера, нели, после некаде обавезно одевме. Значи немаше тука замор. И обавезно потписи, автограми, внимание, фоткање со секој. Значи што ме памти, дека ме видел на Метео, например. Следниот, баш кога бевме во Љубљана, мислев дека не следи телевизија, или сепак музика, ама беше човек што буквално се следеше, иако не изгледаше тоа така. Ана Костова 5 години ја делеше сцената со Тоше како негов придружен вокал, но и пријател. Се знаеме многу долго, значи уште од кога беше многу малечок, бидејќи соработуваше и со мојот татко, композиторот Кира Кустов, соработувавме околу 5 години, можеби малку повеќе. Беше неверојатно талентиран, постојано пееше, имаше неверојатна харизма, која што секако како пакет оди заедно со секој талентиран музичар, така што беше вистински целосен пакет, вистински артист, роден за оваа работа која што ја работеше. Злато моје, одамна чекам да пристигнеш ти. Октомври 2000 година се случи нешто во кое никој не веруваше. Тоше го наполни престижниот Сава центар во Белград. Интересно е тоа што публиката по првиот так нанозе го следеше секој стих и рефрен на македонски јазик. Бевме во Сава центар и знам, Огнен му рече, Тоше, дали сакаш нешто да ти напишам да им се обратиш на публиката? И тој вака малку подразмисли и рече, па може. Напиши ми вечерва и утре кога ќе излезам да бидам смена. Мојот супруг се потруди нешто да му напише, меѓутоа таков како што е, поутредната кога се видовме, еве Тоше, вика, Огнанчо, ќе си кажам тоа што ќе ми дојде. И навистина, излезе на сцена,
кажа добро вечер, Белграде, пола македонски, пола српски, меѓутоа јазикот не беше бариера. Само што се појави сите стана, аплаудира, се створи една еуфорија и сите му ги пееа песните. Тој во текот измеѓу некоја песна кажуваше она што го водеше срцето. Значи кај него немаше, особено кога ќе се појави на сцена, тогаш беше тој вистинскиот. Сето она што го зборуваше од срце. Ништо не беше кај него претходно договорено и она што беше интересно воопшто не му беше толку битно и што пишуваат медиумите, знаеше можеби да се насекира, ама никогаш отворено не кажуваше. Секогаш ми велеше многу е битно публиката што мисли за мене, а не тие новинарите. И ние имавме интересна комуникација што кога некогаш не беше тука, морав јас да направам интервју, нели сум го најавила и насовна страна, по телефон го правевме и тој секогаш викаше, пиши, ти знаеш, еве јас ќе ти нафрлам, ама ти знаеш, имаше голема доверба и затоа сум му бескрено благодарна. 2003 година беше именуван за регионален амбасадор на добра волја, а 2004 национален амбасадор на УНИЦЕФ, а по тој повод ја сними и песната За овој свет. 2004 ја представува Македонија на Евровизија во Истанбул со песната Ангел си ти, каде го освојува 14-тото место. It wasn't me, it was someone else's identity. Why do I need it to prove myself? And who is the judge of my sanity? Rolling through my old emotions and find new feelings of misery. I back with my soul to get back the truth, where I would face reality. Life is a book, and you gotta read it. Life is a story, and you gotta tell it. Life is a song, you gotta sing it. You got to know how to live it. Тоше Проески исто така се потврдува и на полињата на компонирањето музика. Има напишано неколку песни за себе. Има ли ден за нас, слушаш ли, Малечка и Полско цвеќе. Во 2005-та неговиот пети албум По тебе е издаден из целата територија на поранешна Југославија. По тебе е се уште еден од најуспешните албуми било кога издадени на Балканот. Неколку недели останува на врвот на листите во Република Македонија, Србија, Хрватска, Словенија и Босна и Херцеговина. Неговите песни се пеа од почеток до крај без разлика што беа на македонски. Имавме многу настапи на вистина, претежно надвор од државата, балкански, потоа европски, стигнавме и до Америка, еднаш до Австралија, 2 пати Канада. Работевме буквално скоро секој викенд, некогаш за викенд и по 2-3 настапи. Имаше многу концерти, многу емисии во живо, тој никаде не одеше на плейбек, апсолутно. И за една песна одевме секогаш сите заедно. Беше специјално доживување да се работи со него. Тоше беше изненаден од публиката. Кога бевме во Риека, мислам дека таму ја отпеа Тајно моја. Дури ни се сврте дали да ја пеам, дали да не пеам, дали ја знаат текстот. Буквално од почеток до крај го пее текстот и беше изненаден. Дури препушти на публиката да пее делови од песната. Баш беше изненаден. Не само таа, имаше и други песни, не можам сега се сетам, што исто беа на македонски, ги отпеа и ги знаеа. Секоја земја, не знам, имаше различна публика. Мислам дека Хрватска имаше малце повозрасна публика, додека во останатите земји од регионот малце помлада публика. Но нема каде немаше деца, како што кажуваат, па се качува на сцена, па ќе ги изгушка, па ќе ги вакне. Најтежок чекор до сега е следно возгалило, што веќе добро го знае. Неговата популарност се движеше со брзина на светлината, затоа сведочат и неговите соработници и членови од групата. Дајте ми да се горе! Беше многу популарен. Преку океанските земји ќе ги оставам настрана, бидејќи таму сепак не настапувавме за наши луѓе. Меѓутоа во балкански рамки
Зборувам за земји како Словенија, како Хрватска, каде што ниеден наш изведувач не успеал да допре, барем не до срцата на толку многу обожаватели како него. Тука беше исклучително многу популарен, на наше огромно изненадување на сите нас. Дури и пред да го направи дуетот со Тони Цетински, пред нивната соработка, тие дружа приватно, меѓутоа соработката почна малку подоцна, беше многу популарен. Каде и да се појавеше, беше обкружен со обожаватели, обожавателки, посебно деца, повозрасни. Неверојатен беше, едноставно беше таков. Луди млади Неговиот следен албум Божилак е компилација на 14 избрани македонски народни песни, проследени од симфониски оркестар. Летнавте како сиви галаби. А та последна скала. Во 2007 година Тоше го издава и Игри без граници, неговиот последен албум. На 23 јуни 2006 година се случи вториот голем солистички концерт на Тоше на градскиот стадион. Спектакуларниот концерт започна со атрактивна танчарска група од Белград и во ритамот на придружниот состав на Тоше, Blue Funky Individuals. За да ме укаже као поддршка и дека е задоволен, се сеќам дека на сцена на некоја пета, шеста песна дојде ме баци во образ. И ја цела се стопив, ама толку ми значеше, дури на почеток викам, нит ме познава ни ништо, кај толку доверба, ма си верува секако во другите членови од бендот и веројатно им ја препуштил таа работа на нив и испадна супер. Долги му беа концертите, 2-3 часа можеби, и му требаше издишка малце, се пресоблече, ќе се испоти на концерт, онака да се симна до доле малце, пошто напорни беа тие концерти, знаеме сите. И викам, мајде, која би се вклопила најмногу, Simply the Best ми беше онака супер песна што би се вклопила за неговиот репертоар. А и е Simply the Best, мислам, нема збор. И Роки ми рече, окей, ако побара, вика, чисто да знаеме да имаме некоја песна, нели? На 14 февруари 2007 година Тоше одржа спектакуларен концерт во српската престолнина Белград. На неговиот концерт присуствуваа помеѓу 15 и 20 илјади луѓе од сите генерации. Концертот се одржа во Белградската арена, најубавата сала за концертни, културни и спортски активности на Балканот. Дозволите ми да ви се заблагодарам вам заради тоа што вие сте најзаслужните вечерва за ова што се случува. 5 октомври 2007 се одржа спектакуларен хуманитарен концерт на градскиот стадион во Скопје, поддржан од организацијата USAID. Парите од билетите кои чинеа 200 денари се искористија за 5-годишниот проект за основно образование финансиран од фондацијата. Со нив ќе бидат реновирани околу 100 училишта во Македонија, ќе се подобри наставната програма и ќе се спроведат образовните реформи. На 250 страници Сонја Лексовска-Неделковска ги запиша изјавите на неговите соработници, неговите блиски од семејството и неговите пријатели. На почетокот има вовед во кој јас пишувам дека едноставно како некој одгоре да ми ги испрати сите тие имиња кои треба да се најдат во книгата. И постои таа некоја енергија која досега уште никој не докажа. Сите тие 80 луѓе, јас имав два избора. Или да јас сега се правам писател, па внесувам некои фиктивни нешта или правам анализи со мој аспект, или едноставно да биде едно четиво во кој ќе дадам можност на гумина да зборуваат и мислам дека го одбрав правиот начин. Тука има толку многу нешта што јас самата додека ги правив интервјуата ги дознав од самите соговорници. 2-3 години, веќе си 30 пишуваше книгата, значи тоа е долг временски период. Со повеќето од нив се сретнав лично, со дел од нив се слушнав и преку мейл комуникација. Меѓутоа, сите тие навистина не го извадија најдоброто
за Тоше. Според она правило, нели како што велат за покојниот се најдобро. Меѓутоа јас знам дека апсолутно и немале што лошо да извадат за него, бидејќи знам дека тој беше коректен со сите негови соработници и пријатели и познаници, особено со своите фамилии. Уживајте! Да можам бар да се разбудам во свет на љубовта, без стари договори и тие се ништа. Чекам што ме демнеја. Таа и самата, како и многумина од нас, сака да верува дека ова не е крај. Има се уште необјавени фотографии, необјавени музички парчиња. Дури неговото семејство, поз неговото заминување, дознало колку сушност тој добри дела направил, а тоа не го кажувал отворено, да. Пред некој време се возев со еден таксист и тој ми кажа дека тој бил дете од дом, сега веќе со свое семејство, и ми кажа дека секоја недела кога можел, доаѓал да игра со они фудбал, тогаш тој живеел во дом, и носел по гајба пијалоци и се дружил со они. Ете, тоа е еден момент што не знаев дека честопати оди таму, никогаш не кажувал отворено. Еве, тој веќе сега таксистот е земен човек, возрасен и има самиот тој ми раскажуваше колку бил Тоше прекрасен и колку им помага. Има песни негови, има песни од Енди Рајт и така натака, оставени, отпеани на англиски јазик. Неговиот зет Славен Ристовски неуморно работи на неговото посхумно дело. Знам сега дека повеќе најавам по повод 10 годишнината од неговото заминување, ќе се издаде албум со англиски песни, ќе бидат работени во студиото во Лондон кај Енди Рајт, кој работеше на албумот The Hardest Thing. Тамо ќе се продуцира. Прекрасни песни, можеби ви делувам субјективно, јас велам слушното, меѓутоа тој беше голем автор и многу ми е криво што многу поголем број на песни негови не отпеа додека беше тука меѓу нас. Исто така ќе се одржи концерт Деценија без Тоше, ќе го организира фондацијата со поддршка на Министерството за култура. Тоа ќе бидат тоа се само неколку работи во склопот онај голем проект, ќе се одржи нели мюзиклот Тајна моја. Либретото го пишува мојот сопруг и ова година ќе биде Тоше Проески, делото и ликот на Тоше Проески постојано во центарот на вниманието на македонската, а се надевам и на балканската јавност. Затоа и книгата е Ова не е крај. Се надевам дека уште многу приказни ќе се раскажуваат за него и легенди. Многу направи за своите 26 години, а имаш уште многу што да даде. Постхумно се издава нов албум на англиски јазик, наменет за странскиот музички пазар. Тој ги имаше сите квалитети да стане голема светска звезда. Жал ми е што вечерва не е тука да го промовира своето дело, изјави Енди Рајт, познатиот британски продуцент кој го работеше да албумот The Hardest Thing на македонската музичка звезда, што беше промовиран по повод неговиот 28 роден ден. I know that it seems like it's easy for me. Oh, I wish you could feel what's going on inside. It's the hardest thing I ever have to do, to walk away from you when I wanna hold you. Денес Тоше ки имаше 36 години. Тој си замина, но остана да живее. Преку неговите песни и дела за кои се уште пристигнуваат сведоштва од луѓе. Ангел беше на земјата, сега ангел на небото.